Колега Трајанов, ви испочитувавме. Трајанов, кажав председателя. Ви испочитувавме тивко и внимателно ви слушавме, но цело време, лично јас, а верувам и останатите, бев во неизвестност и напрегнатост дали ќе слушнеме од вас, ги подржувате или не ги подржувате заклучоците и дали овој непристоен француски предлог е прифатлив или не е прифатлив за вас. Зошто и кој ве запира или пак сте во дилема да се изјасните. Еве, например, како нас, пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата, веќе 2 недели секојдневно маршираме со народот по улиците и јасно и гласно го кажуваме нашиот став. Не за ултиматум, не за бугаризација и асимилација на македонскиот народ. Јасно и гласно кажуваме дека сме против срамен и понижувачки предлог кој ни го сервира Макрон, а истиот го спроведува оваа ненародна влада. Истакнавте дека сакате да се движиме напред, дека Република Македонија заслужува место во европското семејство. Точно, заслужува и јас се согласувам, но дали под условите кои ни ги наметнуваат, дали по цена на погазена историја, дали по цена на нашиот идентитет или, не дај Боже, по цена на нашиот јазик, за кој велат дека е дијалект на бугарскиот. И за кој вчера председателката на Европската комисија гарантираше, а денес низината портпаролка на новинарско прашање одбила да ги потврди истите гаранции. Не, со ова не се согласувам и никогаш нема да се согласам. Нема да се согласам ниту со уставните измени кои подразбираат внес на бугарското малцинство во Република Македонија. Нешто што не му е дозволено на македонското малцинство во Бугарија. Зарем тоа, според вас, колега, значи меѓусебна почит на два добрососедски народи? За мене тоа значи дека само ние би биле добриот сосед и не е ништо друго, туку газење на достоинството на македонецот и на оној во Бугарија и на оној во Македонија. Затоа, колега, одважете се и одлучете се. Заедно со нас кажете не на овој антимакедонски предлог. Од вашиот говор, ниту јас, ниту јавноста разбра дали ќе кажете да и ќе продолжите со колколуциите, или пак ќе покажете дека македонските национални интереси ви се приоритет и заедно со нас ќе се симнете меѓу илјадниците луѓе кои што секојдневно протестираат по улиците и пред собрание.